Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Драга сестро, дали некогаш си чувствувала страм и вина? Дали некогаш си помислила дека толку многу си сгрешила, што Бог нема да може да ти го прости твојот грев? Дека тој никогаш повеќе не би сакал да има блиско со тебе, ако твојот одговор е да и се чувствуваш дека нема излез од ова ситуација. Сакам да знаеш дека не си сама, секоја жена се има борено со чувство на страм и вина. Но во денешната епизода сакаме да те потсетиме дека Бог те сака и сака да му ги предадеш срамот и вината нему, за да бидеш исцелена и обновена. Како? Продолжи да ја слушаш програмата Скапоцена и сакана и ќе го дознаеш одговорот. Мислев дека имам добар брак и дека сопругот ме сака, но еден ден дознав дека тој нашел друга жена. Се чувствувам изневерено и напуштено. Како погрешив? Зарем не му бев доволно добра сопруга? Се чувствувам безвредно. Поради сиромаштијата, моите родители ме продаваа како проститутка и бев заглавена во тој мрачен свет. Долги години, уште како мала почнав да се срамам од себе, да се чувствувам валкано и недостојна за почит или љубов, иако веќе не сум дел од овој свет, минатото се уште ме демне. Пораснав со мајка која ме злоставуваше. Поради тоа никогаш не сакав да имам свој деца. Кога забременував, одев да го абортирам детето без да кажам никому. Не можам да си простам за тоа. Деноноќно живеам со таа вина која ме парализира. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. И посакуваме добре дојде на Сара во програмата Скапоцена и сакана. Тај е професионален христијански советник и психолог, а во денешната епизода со неја ќе разговараме за тоа како да ги надмине овие чувства на страм и вина кои ни представуваат бреме во животот и ни ја крадат радоста. Сара, навистина е тешко да се слушнат приказните на овие прекрасни жени кои доживеале толку многу болка во животот. И тие не се единствени, бидејќи секоја жена во светот си има своја приказна, поврзана со срам и вина. За почеток, кажи ни како да го дефинираме срамот, зошто чувствуваме срам и како да се справиме со него. Навистина, сочувствувам со сите овие жени и ја поздравувам нивната храброст и отвореност да зборуваат за овие болни искуства. Во денешната програма на Скапоцена и сакана ќе зборуваме за тоа дека во Бог можете да добиете слобода од срамот и вината и да добиете нов почеток во животот.
Срамот е една од најлошите емотивни состојби во кои може да се најде една личност. Кога личноста чувствува срам, смета за себе си дека не вреди ништо, сака да се сокрие од светот, па дури ако може и од самата себе. Таа не сака никој да знае ни што поминува, кои се нејзините тајни, погрешни дела и одлуки. Срамот ја споречува личноста да спие, бидејќи нејзините грешки од минатото ја демнат на вечер. Или пак болката низ која минала и предизвикува несоница. Секоја од нашите слушателки денес се соочува со некаков срам. Може би станува збор за физичко или сексуално злосторување, кој го доживеала како дете. Неуспешен брак, неморален сексуален однос, пред брак, прелюбов во самиот брак, чувство на сексуална привлечност кон истиот пол, абортус, некоја зависност, неуспех во бизнисот и слично. Списокот на причини поради кои жените чувствуваат срам е навистина голем. Кога се соочуваме со срам и вина, ние всушност сме под напад од лагите на сатаната. Во твојата глава слушаш гласови кои ти велат дека си за никаде и дека за тебе нема надеж. Се чувствуваш како да си поразлична од овие негативни чувства и дека за тебе нема излез од таа ситуација. Може би си сакала да побараш простување од Бог, но сатаната ти рекол: Бог простува, ама не на вакви гревови. Почнуваш твоето срамно искуство да го поврзува со твојот идентитет, а тоа е навистина голема заблуда. Се обидуваш да бидеш постојано зафатена за да не мислиш на твојот срам, се смееш на сила и се преправаш дека е се во ред, а длабоко во себе се чувствуваш исплашено, мизерно и изолирано. Поради срамот, ќе бидеш во искушение да ставиш маска на лицето и пред другите да се правиш дека си се во ред со тебе, се со цел да не дознаат дека си огорчена и да го видат твоето вистинско лице. Сара, дали има надеж за сите жени низ светот кои врз своите плејки и на своите срца носат толку тешко бреме? Се разбира дека има надеж. Со Бог надежта е секогаш присутна. Во Новиот Завет во Евангелието според Јован глава 8 стих 1 до 11 читаме за една жена која беше фатена во прелюба. Очигледно е дека беше виновна. Луѓето ја зедоа ја довлечка пред сиот народ во центарот на градот, со цел сите да ја дознаат што направила. Минувачите викаа: гледај што направила оваа жена, срам да е. Таа го почувствува срамот кој произлегува од незиното дело. И падна пред сите на колена, се чувствуваше грешно, празно и изгубено, но тогаш Исус ја виде, тој не ја гледаше со осуда, а неговите зборови ги замолкна оние кои сакаа да ја погубат. Потоа ја благослови со зборовите, комуницираа простување и слобода и рече: оди и не греши повеќе. Истиот Исус кој и прости на жената фатена во прелюба, сака да ти го прости и твојот грев и да ти даде надеж
и исцеление без разлика за какво дело станува збор. Да, драга пријателке, истиот Исус сака да ти понуди простување, надеж и исцеление на тебе, без разлика што си направила или што ти направиле другите. Мојот совет е да побараш од Бог да ти открие кој е коренот на вината и срамот во твојот живот. Помоли му се и разговарај со него за тоа. Сподели го со него твојот гнев, твојата тага, твојата болка и вина. Не заборавај дека Бог е секогаш на твојата страна и тој сака да те спаси и да те ослободи од бремето на гревот и срамот во твоето срце. Побарај да ти прости, да го исчисти твоето срце и да ти даде нов почеток. Во Стариот Завет, во книгата на пророкот Исаија, глава 1, стих 18, Бог вели: Дојдете и ќе се пресуди, вели Господ. Гревовите ваши да се алово црвени како снег ќе ги побелам, да бидат црвени како пурпур, како волна ќе станат бели. Ако му ги споведа гревовите на Бог и побара простување од него, тоа значи дека тој ти простил и сега ти си помирена со него и си негова ќерка. Каква привилегија, каква радост, твоите грешки и гревови не те дефинираат како личност. Затоа, ослободи се од вината и срамот и почни да чекориш во слобода која Бог ти ја дава. Божиот збор вели дека кога Бог ќе не ослободи, ние сме навистина слободни. Навистина се радувам што во Христос сега си веќе слободна. Неговата рака е подадена кон тебе денес и тој сака да ти даде надеж и да те исцели од твојот срам. Ќе ја прифатиш ли неговата помош? Библиска приказна Самарјанката крај бунарот. Времето надвор беше многу жешко и тоа пладне сите луѓе си одеа дома поради таа причина. Јас пак одлучив да одам до бунарот за да наполнам вода за дома.
Луѓето од градот во кој живеев не сакав да се сретнат со мене. Ме гледа од високо и со чувство на презир, како да сум недостојна за нивното внимание. Моите гревови и срам ме обременуваа до таа мера, што мојот живот се одликуваше со оддалеченост од другите луѓе, избегнување на блиски пријателства, од страв дека другите можат да ги дознат моите гревови од минатото, како што секојдневно го носев срамот врз себе, така и на своите рамеина ја носев и празната канта за вода. Каква вредност има мојот живот? Никаква, си реков во себе. Кога стигнав кај бунарот, ми пристапи еден маж и ми побара да му дадам вода. Го гледав збунето и почнав да се прашувам дали е при здрав разум. Го прашав: како можеш ти, чесен човек, да бараш од мене самарјанка вода за пијање? Тој рече: ако го знаеш Божиот дар, кој е оној кој ти вели дај ми вода, ти ќе побараш од него и тој ќе ти даде жива вода. Погледнав наоколу и не можев да забележам никој друг во нашата близина. Затоа збунето го прашав: како можеш да дадеш вода кога немаш со што да ја извадиш од бунарот? Тој ми одговори и ми кажа дека секој кој пие вода од бунарот повторно ќе ожедне, но кој ќе се напие од водата кој тој ја дава, никогаш повеќе нема да биде жеден. Очите широко ми се отворија и станав љубопитна да знам повеќе за водата за кој зборуваше тој. Си замислував колку било добро никогаш повеќе да не доаѓа на овај бунар на жешкото време. Го прашав тој човек дали може да ми даде од таа вода, а неговиот одговор на вистина ми изненади. Тој ми рече: да, одам да го повикам мојот сопруг. Ама јас не бев мажена и му го кажав тоа. Неговиот одговор буквално ме шокираше. Тој ми го раскажа мојот живот во кратки црти. Ми кажа дека моментално живеам со еден човек кој не е мој маж, но исто така ми кажа дека во минатото 5 пати сум била мажена. Си помислив, овој човек мора да е пророк. Му кажав дека знам како еден ден ќе дојде Месијата кој ќе ни открие се што треба да знаеме, а човекот ми рече: јас сум тој. Просто не ми се веруваше што гледам пред себе. Месијата стои пред мене, иако бев сиромашна и грешна самарјанка. Сепак Спасителот сметаше дека сум доволно вредна за да зборува со мене. Веднаш ја оставив кантата со вода и истрчав кон градот. Иако не ја зедов кантата со вода, сепак моето срце беше полно со живата вода. На сите во градот им кажав за ова искуство. Веќе не би беше срам да зборувам за другите. Месијата ми ги откри моите гревови и ослободи моите гревови и слабости, но исто така и ми даде простување поради неговата љубов. Јас бев жена која беше обвиена во срам и вина, а тој од мене направи жена која е спасена и исцелена, жена облечена со чест и достоинство. Драга слушателке, можеш да ја прочиташ целата приказна за самарјанката во Евангелието според Јован глава 4. Ова прекрасна приказна не е важно само за таа жена која Исус се сретна пред 2000 години. Таа приказна е важна и за нас, бидејќи сите ние имаме лошо и грешно минато, но Исус чека да побараме исцеление од Него и Тој ќе ни ја промени сегашноста и иднината. Драга пријателке, ако имаш застрането во животот, сакам да знаеш дека, без разлика што си направила, Бог те сака безусловно и сака да се сретне со тебе и да те исцели, како што го стори тоа со самарјанката. Воопшто не беше случајно што Исус мина низ Самарија тој ден и не е случајно што и ти денес ја слушаш програмата Скапоцена и сакана. Исус сака да го допре твојот живот, да ти помогне да се ослободиш од маските кои ги носиш во животот, за конечно да можеш да живееш во слобода и со радост. Време е да се ослободиш од болката, разочарувањето, гревовите, проблемите во меѓусебните односи и се останато поради кое носиш маска во животот. И време е да се вратиш кон Бог и да му дозволиш да те исчисти со неговата љубов.
благодат и милост. Ќе му дозволиш ли на Исус да го стори тоа за тебе? Поема. Не се чувствувам посебна, но ти умре за мене. Се прашувам дали ќе го стореше тоа ако постоев само јас. Не ја заслужувам благодата што ми ја покаже. Мојот живот е безвреден, се чувствувам ништожно. Но во Твојот збор читам, Ти од секогаш си ме сакал пред да се родам. Ти имаше големи планови за мене. Кога минував низ бури и сомнежи, ми покажуваше дека Ти умееш да ги сакаш оние кои не заслужуваат. Ми велеше, да, скапоцена и сакана ќерко, умрев да те ослободам. Ако немаш вредност во моите очи, зарем ќе го сторев тоа? My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Драга пријателке, добре дојде назад во програмата Скапоцена и сакана. Денес ќе одвоиме малку време да размислиме за фразата зад превезот и има два начини на кои би сакале да ја простиме на истата. Првиот начин се однесува на криење зад превезот. Кога луѓето минале низ многу болки, проблеми, срам и злостување во животот, за нив е многу лесно да се кријат зад превезот или да стават некаква маска со која се обидуваат да се заштитат себе си и да не им дозволат на другите целосно да ги спознат. Но кога сме сами, сеќавањата ни се враќаат во умот, сваќаме дека не можеме да се криеме или пак да избегнуваме нашата реалност. Со тоа доаѓаме до другиот аспект на фазата зад превезот. Во храмот во Стариот Завет, местото наречено светиња на светињите беше сокриено зад една голема и дебела завеса. Само на правосвештениците им беше дозволено да минат покрај таа завеса, иако имаат некаков грев во нивниот живот. Кога ќе влезеа во светињата на светињите, тие ќе беа погубени, но кога Исус Христос умре на крстот, во Новиот Завет пишува дека таа завеса се расцепи одгоре надолу и со тоа сите луѓе им е даден пристап до тоа најсвето место во храмот. Поради Исусовата смрт, ние можеме да имаме општење со Бог Отецот. Тоа е навистина прекрасно. Тој сака и од нас, очекува да доаѓаме пред Него и со вера да бараме помош. Бог сака да бидеме слободни повеќе од нас самите. Не постои некој магично стапче кој ќе направи сите наши проблеми и болки да исчезнат, но затоа постои процес низ кој можеме и треба да поминиме со Бог на нашата страна. И кога ќе го завршиме тој процес, ќе најдеме исцеление за нашите срца. Затоа сакам да знаете дека Бог не сака да живееме со срам и болка во животот. Наместо тоа, Бог сака да му ги предадеме срамот и болката, а наместо нив тој ќе ни даде мир и исцеление какви што не сме ни знаеле дека постојат. Драга сестро, донеси го твојот срам пред крстот и остави ги таму. Можеш да добиеш простување од Бог и да бидеш ослободена од вината, бидејќи Бог го даде својот живот за да ти обезбеди таа слобода.
Christ and knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.